приказните од светот продолжуваат и на крајот од утринската, во моментот приказните во Македонија кои што обединуваат. Кога би ви споменал дека културно-уметничкото друштво Илинден е основано во далечната 55-та, што значи дека речиси 7 децении е еден од најзначајните македонски чувари генерално воопшто на македонската традиција. Ансамблот има настапано во повеќе од 150 меѓународни фестивали на неколку континенти и е еден од оние најнаградувани македонски фолклорни ансамбли, добитник на престижни признанија како Гран При во Мондор, Франција, второ место на легендарниот фестивал Ланголен во Велика Британија и Сребрената секира во Закопане, Полска, за награда најавтентичен ансамбл во Северен Кипар и многу други меѓународни признанија. Ова е само дел од големата и богата биографија што ја има зад себе ова културно-уметничко друштво, а сето ова ќе го закружиме со ова сребро за кое што споминавме со Ивана, зашто ќе дадеме честитки секако на целиот ансамбл. Така, и тоа е вклучувам нашиот повод за денешното вклучување или поврзување со Александар Стефановски, уметничкиот директор на културно-уметничкото друштво Илинден, или поврзување токму во Битола за навистина добра награда или одлична потврда за овој успех и настапите кои што ги има ансамблот на секаде низ светот. Во Истанбул, Турција се одржа овој надпревар, World Folk Dance Competition наречен, или светски фолклорен надпревар, и она кое што можеме да го споделиме и да се пофалиме е дека добивме сребро. Александар, добро утро. Добро утро, Александар. Добро утро, поздрав до гледачите на Долна телевизија. Еден малку по-долг вовед имавме, заради тоа што и така треба, или со оглед на долгогодишното постоење и она кое што се нижи како успеси, се разбира дека е добро да се сподели, а имаме навистина можност да во следните минути малку повеќе се информираме за овој настап или дека во конкуренција на добра конкуренција на 41 фолклорна група од светот, тукму битолчани го освоја второто место и сребрениот медал во категоријата автентичен фолклор. Па верувам ги споделија учесниците своите импресии и впечатоци. Александар, како или кој е вашиот впечаток генерално? Мојот впечаток за овој фестивал, така наречен фестивал, тоа е фактички надпревар на кој што се надпреваруваат групи од целиот свет. Во ова година имаше 41 група, од кои 21 во кои што бевме и ние се надпреварувавме во автентичен фолклор, а 20 групи се надпреваруваа во стилизиран фолклор. Она што ме прави мене лично горд е тоа што ние освоивме награда во автентичен фолклор, презентирајќи ја автентичната македонска народна автентичното македонско народно оро песна игра носија пред светот, пред 11 членото жири, кое што беше од целиот свет и кое што според мене има доста големи познавања за автентичниот фолклор во светот. Едно големо искуство, можам да кажам дека после го спомнавте вие фестивалот Ланголен во Велс, Англија, кој што според мене до сега беше еден од најголемите светски фолклорни фестивали. Можам слободно да кажам дека овај надпревар веќе го надминува тоа во организацијски план и во бројот на групите кои што настапуваат и кои што се надпреваруваат во овие две фолклорни категории. Александар, бидејќи светската конкуренција станува секој пат, ќе кажеме, и посилна, денес тешко е да се зачува можеби таа автентичност за која што и спомена, представувајќи ја пред светот, или да се биде доволно можеби современ за да се допре до меѓународната публика, бидејќи македонскиот фолклор, ако забележиме во историјата или поучени од искуството, тој е препознатлив дефинитивно по тие сложени чекори, неравноделните ритми и силна емоција. Можеби дали тие специфики се денеска најголема предност кога би ги представиле всушност нашите ансамбли и самото наследство пред светската јавност и сцена? Нормално, ние
имаме еден од најдобрите, најспецифичните елементи. Елементи во светот и сме препознаени секаде каде што ќе одиме. Јас себе не сум слушнал некој наш фолклорен ансамбл да се надпреварува на некој фолклорен надпревар или да учествува на некој фолклорен фестивал, да не се врати со било каква награда. Значи, дали тоа ќе биде најавтентична група, дали ќе биде најдобра носија, дали ќе биде прво, второ, трето место и така натаму. Спомнавте дека дали е тешко да се одржува тоа. Секако дека меѓутоа ќе кажам дека со отворањето на училиштата, посебно во музичкото училиште Илија Николовски во Скопје, во музичкото државното музичко училиште во Битола, насоката за традицијски играч и пејач, исто така и со факултетот за етнокорологија во Штип, веќе фолклорот не представува еден аматеризам, туку веќе се претвора во наука и многу е добро, ние како ансамбл имаме веќе 5 етнокоролози дипломирани, кои што го изучуваат фолклорот, истражуваат и потоа прават сценски адаптации. И навистина треба и голема желба, и голем талент, но и упорност и вежбање, како велиме, за сето она кое го покажуваме и го истакнуваме во однос на македонската песна, игра и традиција, кои што секогаш достоинствено ја представуваат нашата земја на меѓународната фолклорна сцена, но она кое е интересно и можеме да го споделиме пред вакви надпревари, пред вакви настапи, што е она кое што е карактеристично или можеби се интензивира во однос на подготовките. Ние забележуваме од фотографиите навистина насмејани лица и задоволство од овие награди, верувам кои што доаѓаат сами по себе или како велите вие дури неочекувано, но подготовките се особено важни. Точно така, подготовките се особено важни. Ние за овој надпревар имавме претходно добиено критериуми за оценување и секако се подготувавме да ги исполниме тие критериуми кои што ни беа пратени од организаторите, да бидеме автентични, да играме автентичен фолклор, да имаме автентичен оркестар, да имаме барем една или две автентични песни во сите тие 12 до 15 минути кои што ни беа дадени на располагање да го представиме да ја представи македонската народна култура. И секако дека мислам дека тоа го доведовме до совршенство и настапот беше без грешка, така да најде на доста добра критика од членовите на жирито. Исто така морам да спомнам дека јас сум учествувал на многу фолклорни фестивали, меѓутоа карактеристично за овој светски надпревар беше што тие 2 дена кога што беа определени за надпревар, ние не игравме пред публика. Значи игравме на голема сцена, од позади нас имаше огромен лед екран, така натаму, значи осветлување, звук. Ние игравме пред 11 членови на жири комисија. Тоа беше на малку, така да кажам, се здобија игрорците со трема, затоа што настапуваш само пред стручното жири и нема кој да ти даде поддршка, нема кој да те гледа, додека овие другите настапи кои што беа, да речеме, во тој некој забавен дел, беа посетени од 5 до 10.000 луѓе кои што идеа за да не дадат нормално.
Така е, чувството е различно, но сепак сето тоа го докажува квалитетот и успесите, зашто ние се разбира ќе посакаме да се множат и во иднина и секогаш ќе бидеме тука да ги споделиме со нашите гледачи. Александар, ви благодариме за одвоеното утринско време или овие минути да ги информираме нашите гледачи за наградата која што ја доби Културно-уметничкото друштво Илинден и ви посакуваме уште многу години постоење. Ви благодарам и јас за можноста, еве, преку вашата телевизија, македонскиот народ да дознае дека нашиот фолклор е еден од најдобрите во свет.